Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Колку долго беше буден денеска? Марија и незините пријатели се разбудиле многу рано, но нивните срца биле многу тажни. Камо Исус да беше се уште жив? Пред неколку дена тој умрел на крстот. Кога и да помислеле на тоа, тие плачеле. На изгреј сонце, тие отишле на неговиот гроб. Марија, види! Каменот е тргнат. Да, тргнете. Види таму. Ангел! Не плашете се. Знам дека го барате Исус. Тој не е овде. Тој воскресна. Се појавила надеж. Се разбира. Исус веќе им кажал дека ќе мора да умре и дека ќе воскресне по 3 дена. Како можеле да го заборава тоа? Дојдете и погледнете го местото каде што го положија. Жените погледнале во гробот. Бил празен. Одете и кажете им на учениците. Со голема радост и зачуденост во срцата, тие заминале од гробот. Исус е жив и по патот тој ги сретнал. Тие го виделе, го допреле, тој зборувал со нив. Не плашете се. Одете и кажете им на другите. И тоа е она што го направиле. Исус е жив. Тој воскресна. Воскресна! Гробот е празен. Во Библијата Исус ти вели: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Веруваш ли во тоа? Ке ви кажам до гледање со поздравот со кој христијаните се поздравуваат едни со други на Великден. Господ воскресна. Навистина воскресна. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!